И време е за првиот разговор ово денешно издание на утринската програма. Во периодот од 1 до 3 ноември Македонското здружение за заштита при работа ќе ја организира 4-та конференција за регионална соработка. Деталите околу сето ова, меѓутоа и за сите оние останати активности кои што ги имат утрово од нашата прва гостинка. Добро утро велам за Славица Јанкова, проектен координатор. Добро утро. Добре не дојдовте и благодарам што одговоривте на нашата покана за гостување. Веќе во најавата најавив дел од содржините, односно најавив 4-та конференција. За самата конференција, која ќе биде темата, која е целта на сето ова? Благодарам за поканата. Македонското здружение за заштита при работа уште 2014-2015 презема иницијатива за формирање на неформална мрежа на организации и здруженија кои што делуваат и работат во областа на безбедност и здравје при работа од Балканскиот регион. Една од алатките за функционирање на мрежата е токму меѓународната конференција за регионална соработка. Идејата на оваа конференција за прв пат концептот е една земја домаќин, а сите останати организации во своите матични земји ги анимираат, односно ги подготвуваат своите заинтересирани членови кои што сакаат да присуствуваат на оваа конференција и сите заедно се организатори на истата. Започнавме 2015 во Охрид во Македонија беше првата, 220 представници од сите балкански земји и од ЕУ државите. Потоа се префрливме во Словенија 2016, 2017 во Црна Гора и оваа година, како што најавивте, и во Приштина во Косово. Темите на оваа конференција во Косово ќе бидат градење на здрави и безбедни генерации, евиденција на податоци, управување со опасни супстанции и подобрена безбедност и здравје при работа, односно подобри услови за безбедност и здравје при работа. Самата конференција, потекнувајќи од поимот, значењето на поимот на конференција, состанување, држање на јавните дебати, донесување заклучок, разрешување на одредени прашања, споделување на искуство, ја содржи агендата, односно 3 дена. Начинот на пренесување на искуство ќе биде со одржување на форуми интерактивни, со презентација на трудови. Сето тоа се споделува на таблети, секој присутен добива таблет. Во моментот на одржување на конференцијата имаме директен јавен пренос, затоа што сите оние кои што не можат да присуствуваат, може тоа да го следат, а од друга страна, бидејќи течат паралелни сесии, сите оние кои што се присутни во моментот на една сесија може да видат што се случува во соседните сали до нив. Од друга страна, конференцијата до сега во пракса се покажа дека секоја година имаме нешто ново во насока на размена на некој искуство. Имаме нови партнерства склучени, дали помеѓу организации, дали помеѓу правни субјекти, јавни институции, и за прв пат секоја конференција има свој новитет. За прв пат во Приштина ќе бидат презентирани истражувачки стори. Опфатени се теми од вистински случаи, несреќи или повреди при работа, вистински состојби и аномалии во било која балканска земја, Србија, Црна Гора, Косово, Македонија и Албанија, и сето тоа е направено во еден краток филм кој што на крај дава препораки и идеи како тоа да го подобриме, дали да го спречиме или доколку постои простор да се елиминира целосно. Јанкова, во рамки на Балканската мрежа имплементирате регионален проект каде се вклучени уште 4 организации кои делуваат во областа на безбедноста и здравјето на работата. Кои се тековните активности? Втората алатка на функционирање на Балканош мрежата е токму имплементацијата на регионалниот проект кој што е поддржано од Европската унија. Во овој проект се вклучени Македонското здружение за заштита при работа, здруженијата од Албанија, Косово, Црна Гора и Србија. Поддржувачи на акцијата се здруженијата од Бугарија, Хрватска и Словенија и Институтот за безбедност и здравје при работа од Велика Британија. Во моментот се изработени национални студии за делување и соработка на граѓанските организации со јавните институции и медиумските организации. За прв пат спроведуваме проект каде што се вклучени сите фактори, односно сите оние кои што треба да бидат креатори на политика
политики во однос на областа на безбедност и здравето при работа. Од друга страна се прави веќе во текст се започнати настани за дисеминација на стекнато знаење кое што го добивме со присуство во Европската агенција за безбедност и здраве при работа. Ние како фокал поинт од Македонија организиравме група од 15 представници од различни профили, бизнис секторот, стручни лица, инженери по заштита при работа, од Министерство за труд и социјална политика, медиуми, новинари, кои што присуствува во Европската агенција. Имавме 4-дневни работилници, стекнување со знаење и сега сето тоа се во Балканскиот регион го пренесуваме. Так. Со цел поттикнување на превентивната култура мора да се споменат и оние кампањи кои што ги имате и ги спроведувате во соработка со вашите партнери. Идентификувањето на паметни решенија и споделувањето на добра пракса донесува само добро и во денешницата и во иднината за сите работници. За таа цел 2016 година 6 европски организации се здружија и се договорија за промовирање на кампањата Мапа на канцерогени, каде што и Балкан Нож мрежата стана член. Тоа се овие постери материјали кои што ги успеав да ги донесам денеска со мене. Тоа е една од кампањата на Холандскиот институт ТНО. Друга кампања која што ја спроведуваме е кампањата за безбедност и здравје при работа на Англискиот институт за безбедност и здравје при работа ИОС. Сега што е најактуелно затоа што наредната недела од 22 до 26 октомври ќе се одржува Европската недела за безбедност и здравје при работа и 5 дена ќе се промовира кампањата управување со опасни супстанци. Морам да кажам дека во Македонија во овој момент има голем број на компании кои што веќе не контактира, ги преземаа материјалите, кои што организираат настани во своите компании за своите вработења и заедно ќе се потрудиме што повеќе да делуваме на подигнување на јавната свест. Сега во контекст на ова кое што го кажавте, фактот е дека постојано работите во насока на зголемување на јавната свест кога станува збор за унапредување на безбедноста и здравјето при работата. Колку е лесно, колку успевате во сето ова? Не е лесно. Јас сум веќе 10 години во Сдруженијево. Можам да направам паралела како беше, до каде сме сега. Се повеќе работиме, се повеќе се трудиме идеите да ги спроведеме на терен, не само тоа да се запише како идеја и да застанеме на првата препрека. Поради тоа, значи првенствено работиме за креирање на превентивна култура, спроведуваме кампањи, спроведуваме едукации, спроведуваме, односно организираме вакви меѓународни конференции, учествуваме на меѓународни настани, се трудиме што повеќе да ги анимираме компаниите, работодавачите, вработените организации, синдикалните организации. Морам да кажам дека е тешко, меѓутоа чекор по чекор веќе луѓето не препознаваат, не повикуваат, се присуствуваат во нашите канцелари за прв пат, како што реков, 2016 со големи напори успеавме да ги вклучиме и медиумските организации, вас новинарите, се повеќе добиваме покани од ваша страна, благодарни. Затоа и ние, кога имаме нешто да споделиме со вас, прво се доставува до вашите редакции. Мислам дека сме на добар пат, дека ќе продолжиме. Секогаш има препреки, секогаш има некоја трета страна, има некои проблеми кои што заради и други работи не може да се спроведат, но тие сме во Македонското здружение, се трудиме колку можеме да најдеме начини сето тоа да го ставиме во некој контекст. Баш затоа дека и медиумите имаат голема улога во подигнување на јавната свест, секогаш сме тука за вас, да ве поддржиме, да информираме за она кое што го работите. Се разбира, нека помине конференцијата, ќе ве поканиме повторно, за да можеме да дискутираме за сето она кое што ќе се случува таму. Ќе ви се заблагодарам за одвоеното време за разговорот, а во меѓувреме ќе побарам од режија да подготват музичка номера, затоа што тоа е она што следува во продолжение. Славица, ми беше чест и задоволство. Благодарам на вас. Благодарам уште еднаш. Музика.